Добро вечер во најновото издание на Backstage во едно од моите омилени качиња. Морам да признам дека многу ми недостигаше во текот на летото и едва и чекав да дојде есен и да започнеме повторно со нови снимања во нашиот омилен ресторан Star Ocean или кинески ресторан во центарот на Скопје. Јас кога дојдов овде се изненадив бидејќи веќе е при крај целосното ребрендирање на кинескиот ресторан, светло, убаво, елегантно, но сето она што ќе биде како да кажам, final touch, ќе го дознаете некаде на крај на ноември во Backstage, а за сите новости и за некои преубави и превкусни рецепти, денес, како и секогаш, си разговарам со Силвија. Добре дојде во Backstage и добре дојдовме ние во Star Ocean. Благодарам. Секогаш сте добродојдени и секогаш за вас имаме нешто посебно изненадување кое што нашите гости се уште не го виделе. Така и денес се одлучивме за специјалитети кои што особено ги препорачуваме оваа сезона, кога е на настинки, на нагли промени на времето, топло-ладно и секогаш шефот на нашата кујна препорачува нешто каде што гостите ќе почувствуваат дека филозофијата на кинеската култура е всушност храната е лек. И една порака до сите што не гледаат, дозволете храната да биде вашиот лек, а не да користиме диштачки начин да внесуваме витамини и токму затоа денешната наша презентација во Backstage ќе почне со лутокиселата супа од морски алги, која што самиот спој на луто кисело и врело прави инхалација на дишните патишта, ни дава енергија, не освежува, се чувствуваме како да имаме сила 2 дена да функционираме. Обично кога сме многу настинати, сите нарачуваме лутокисела супа, а збогатеноста со морски алги е она што ги прави жените да имаат убаво и мазно лице во Кина и обавезно неделно секоја жена во исхраната користи морски алги или во супа или во салата. Супата е превкусна за сите обожаватели на пикантното. Следно имаме ципура во пикантен сос со чили пиперчиња и кинески бибер. Кинескиот бибер е многу различен од нашиот, исто така за сите обожаватели на лутото. Меѓутоа, доколку не сакате пикантно луто, биберот го тргаме на страна и ги зимаме само кикириките кои што даваат шмек и обавезно уште во времето на кралевите користеле апетисани во исхраната и токму затоа до ден денес во модерните специјалитети кинезите користат апетисани, кикирики, бадеми, лешници, ораси и ние препорачуваме ципура отворена, пржена во вок тава, декорирана со апетисани во пикантен сос и чили пиперчиња. Уште еден многу омилен специјалитет на нашите посетители од надвор, странци и од кинеска амбасада е Сычуан пикантно пилешко на коцки, кое што е исто така декорирано со чили пиперчиња, суво, без зачин, бидејќи има посетители кои што не сакаат различни сосови, туку сакаат само месо, за сите обожаватели на месото и ова е како предјадење за мезе со пиво, или кој не сака како стартер да има салата топла или ладна, може слободно крцкави парчиња пилешко месо, кое што може да ги комбинира во комбинација со суши. Имаме и сервирано суши со авокадо, нори, бидејќи сега имаме веќе 20 на дена во нашиот ресторан Суши Шеф, кој што само што пристигна и многу посетители последниве 2 недели кои што обожаваат суши, а морам да кажам дека сум изненадена од младата популација, колку се запознаени со азиската кујна и колку се повеќе и повеќе имаме заинтересирани посетители, колку обожаваат суши и се отворени за промени и за нешто ново, што не беше случај пред неколку години, бидејќи постоиме 21 година и ги гледаме трансформациите. Претежно и младиве го јадеа во странство кога одеа некаде, но многу ми е драго што конечно во Македонија имаме квалитетно суши и сите да дојдете да го пробате во Star Ocean. Ова превкусно изгледа.
а истовремено изгледа и многу здраво. Точно, да. Поентата нели на нашата софра е дека храната е пред се лек. Затоа и овој специјалитет денес, кој што е навистина чудо во Кина, тоа е корен од лотус. Верували или не, за сите наши гледачи, често велат дека нема нешто што кинезите не јадат. Секој дел од овошјето зеленчукот го употребуваат во исхраната. Коренот од лотус е доказ за тоа и навидум личи како кашкавал, бидејќи нели има дупчиња, декориран со сусам, крцкав, како предјадење за сите вегетаријанци и вегани, кои што сакаат да го збогатат својот оброк, бидејќи се често ограничени. Многу малку места има во Скопје каде може да ги задовола своите апетити. Меѓутоа, ова е многу здраво, бидејќи се користи како чипс, како предјадење, а коренот од лотус символизира духовна чистота и уште еден здрав оброк за сите кои што вежбаат говедски мускул, кој што се, гледате само колку тенко е обработен, се комбинира во сос од соја со лукче за сите, особено машката популација кои што внимаваат на своето тело, исто така го комбинираат со сос како што сакаат. Значи намерно е така суво, дури може некој ако не сака сос така да си го проба. Јас обично го комбинирам со мезе. Да, како мезе, како предјадење. Нашите луѓе се познати по тоа што сакаат мезе и предјадење и сега планираме од составот на сите овие специјалитети да направиме на едно место како предјадење и вегетаријански и со месо понуда за предјадење за сите наши посетители, каде што секој ќе си го најде својот вкус. И уште еден специјалитет последното, гледате само каква зимска идила не спрема нашиот готвач нели за декорација за овие годишни времења што ни следат, тоа е тофу. За сите оние што сакаат здраво, богато со протеини, нели сите што вежбаат или се вегани, вегетаријанци, тофуто е нивно омилено нешто, крцкаво тофу пропржено во вок тава, богато со протеини и ги задоволува потребите на нашето тело и е замена идеална за месо. Искрено ќе ти кажам, Силвија, си уживам во прекрасниот амбиент, тука го имаме Буда, водава преубаво ми доаѓа како да сум некаде на некое друго место, а мораме да ви признаеме и јас и Силвија малку сме гладни и сега кога ќе завршиме едва чекаме да ги вкусиме сите овие специјалитети, па ќе ви кажеме какво е ова и на вкус. Верувам дека и на Ненад му се интересни, прв пат снима со нас во кинески ресторан, малку ќе се чуди, но ќе се воодушеви едва и ќе чека после да доаѓа. Ви благодарам.